Самет, како ти го преципираш мултикултурализмот? Па вака, значи кај нас мислам дека на некој начин се уште е жално што ние 30 години веќе помина, се уште некако во некој начин мора се уште да ни е некој тренд топик. Значи фактот дека се уште треба да зборуваме за тоа покажува дека во усвои имаме некои појави на сепак на сегрегација, како што спомна и колешката од Тетово, значи на пример гледаме тренд, се уште го гледаме тој трендот на пример и во локации, значи сега и трендот на купување на имоти според тоа, ајде да видиме дали нашите се повеќе таму, со нашите, значи нели предвидуваме одма етничка припадност. И значи сепак иако 30 години се работеше назад, значи се работи се уште на оваа тема, се уште се зборува, значи сепак се уште постои некоја потреба за таа тема. И тоа докажува дека најверојатно можда треба да се смени начинот на имплементирање на било какви активности или проекти или така, бидејќи ако 30 години назад сепак уште зборуваме за дали да може да има импакт некои такви активности, проекти и така натаму за оваа тематика и сепак да се зборува се уште на оваа тема, мислам дека докажува дека треба можда да се нам промени начинот. Ние мислам дека во основа се уште ги доживуваме некако и влијањата или последиците од воениот конфликт па натаму од 2001 значи 2001 периодот, како што спомнав, тоа можеше да се види и со трендот на внатрешно иселување, значи во Македонија, нели одредени граѓани од одредена етничка припадност одат во одреден дел на Македонија, другите на другиот, значи тој тренд сепак продолжи како последица на самиот воен така тој да кажам конфликтот во 2001 и може да видиме дека се уште последиците ги гледаме во перцепцијата на безбедност. Значи и бидејќи самиот конфликт и последиците асоцираат повеќе на потребата за безбедност и тоа рефлектира и во самата перцепција што имаме кон мултикултурализмот. Значи ние некако стануваме задоволни дека имаме мултикултурализам кога немаме тепачки. Значи начинот како го анализираме или начинот како ни останува вредно фактот дека имаме мултикултурализам е дека немаме веќе насилство, немаме тепачки, немаме конфликти и така натаму. Значи мислам дека тоа е некој се уште првичен степен на перцепција кон мултикултурализма. Значи ние треба да го надминеме тоа и да одиме на вториот степен, уствари да имаме некаков проактивен мултикултурализам. Значи не само меѓутоа како да го промовираме и како младите луѓе, младите генерации, особено оние кои што се родени после 2001 година, да стигнат до тој втор степен на прифаќање и на промовирање и на живење на мултикултурализмот. Затоа што ова се веќе негативните аспекти за кои што ти зборуваш. Кој е позитивниот? Како позитивно да дојдеме до позитивното во тоа мислам дека почнува со добар начин на воспитување од најпрвин од семејството. Значи кога родителите ќе бидат доволно зрели да ги надвинат самите траумите од тој воен конфликт и натаму и да зборуваат само позитивно уствари кај децата дека да, во минатото имавме такво нешто, но таа остана во минато и сепак успеевме да најдеме некое решење политички, малку општествено и така сме позиционирани кон позитивни да кажам позитивни работи во општеството, како што е на пример членството во ЕУ и така натаму. Значи веќе сме во тој фокус, но сепак значи тоа останува како ние останува до родителите, до наставниците, како тоа да го артикулираат кај децата. Значи овие мали, но конкретни позитивни чекори кои што ги имаме веќе со години во општеството. Твојата препорака е да работиме со постарите генерации
Да. За да им ја смениме нивната перцепција, Тоа е малку тешко за да можат да Значи, тоа е влијаат малку позитивно свесност. на младите. Дефинитивно. Самиот како стигнавме до тоа спортот да се исполитизира? И да имаме сега млади генерации кои што не знаат зашто навиваат. Не знаат како да се радуваат на една победа или како да честитаат на пораз, да речеме. Да. Изгубена утакмица, меѓутоа на одлична игра. Да. Па, реално најпрви би почнал со тоа дека мислам дека фудбалската репрезентација беше добар пример на меритократијата. Значи, кога и даваме можност на тој што заслужува, може да видиме на видум некој добар успех. Значи, тоа се види во последните 5 до 10 години на самата трансформација на екипата и видовме дека уствари кога сепак и се дава можност на тој што заслужува место, уствари може тогаш да имаме некои конкретни успеси во државата. Значи, како што спомна и Мелиса од Тетово, ние последните години многу се занимаваме, значи веќе 30 години се занимававме со квантитизирање на правата според етничката припадност. Значи, нели, самиот рамковен договор имаше еден клучен аспект, имаше една клучен цел, што веќе нели таа рамка веќе се заврши и сега, како што спомна и колешката, е време да се насочиме уствари кон тие човекови права или пак некои нови концепти на самите европски вредности, значи кои што повеќе се заосновуваат токму на таа меритократија. Значи веќе да и се дава можност на тој што заслужува. Сега кога веќе тоа го постигнуваме во една екипа, во репрезентацијата, во друга страна пак гледаме дека внатрешно, не како национална фудбалска репрезентација, туку во внатрешната лига на екипи, гледаме дека имаме и како големо влијание на самата политика во таа област на спорт, каде што и сите навивачки групи многу добро знаеме дека директно се некако поврзани со политичките партии и уствари одат тие таквите видови на соработки според политичките случувања, да се активизира малку, например, ова делот на насилство во спортот и гледаме дека уствари оди некако се диригираат според потребите на политичките партии. И тоа го видовме и во минатото и сега се уште, за жал, постои тој тренд. И мислам дека добро е екипата и фудбалот и екипите како такви да бидат повеќе настроени и да бидат повеќе поддржани од самите граѓани, не да функционираат врз основа на волјата на политиката. Значи се знае дека фудбалот е повеќе како општествена појава, значи од граѓанинот. Значи од самото општество, тоа е дел на општеството, а не да биде диригирано, значи или оркестрирано од политиката. И затоа значи треба да се врати таа волја кај општеството, да фудбалот да биде перцепиран како нешто што е нивно и дека уствари тие треба да имаат глас на тоа, а не да остане значи све да биде оркестрирано некако од политиката. Како да го надминеме, како да влијаеме на младите, да ја сменат реториката? Да, што повеќе даваме можност на заеднички јавни простори, за користење на јавните простори, толку повеќе ќе имаме можност за такво нешто. Мислам дека почнавме веќе барем до некаде, например, трендот на пример дури на гастрономијата, например, кафулињата или кафето кај што ќе седат младите или некои други, например, ресторани зајадени. Ние знаеме дека и дури и на нив
имаме некоја идентификација од типот ова е албанско кафе, ова е македонско кафе. Значи, дури и тие јавни простори кај што може да се попиеме кафе, уште се некако идентификувани, но гледам дека со текот на времето тоа се нарушува и веќе имаме што повеќе, почесто може да видиме дека младите имаат можност на повеќе заеднички јавен простор. Значи, гледаме дека веќе имаат трендови сите да имаат повеќе можности да се сретнаат и уствари тоа да видат дека не е ништо страшно уствари. Тоа е тоа чудно чувство кое што треба да го надминуваме секој кај себе си. И кога таквите можности или било преку проекти или било преку на различни активности кои што на сите нас не тангираат, ќе видиме дека усвари тоа може да се нарушува. Ние пред некаде 10 дена имавме работилница за меѓуверски диалог со теолошки студенти од сите факултети на различните теолошки факултети овде во Македонија, од 5 различни верски заедници и во крајот на работилницата имавме сесија каде што предвидувавме предлог акции за мир во заедницата. Значи како тие самите би можеле да придонесат во општеството. И имаше толку креативни, иновативни и добри идеи, например, кои што на вистина ни оставија впечаток, и дури сега впрочем мислевме, значи некако да се снајдеме, да можеме тие акции да ги спроведуваме уствари во самата заедница. Имаше и како што спомна и колегата, например, прескак како најоснови работи. Значи, например, да имаме чист јавен простор. И сега, например, една од предлозите беше да формираат токму тие ученици од многу различни верски припадности, да стварат некоја традиција, тие самите студенти да одат во одредена општина и заеднички да ги чистат црквите, џамиите и сите свети храмови што ги има во одредена општина. И сега, значи, сакаат тоа да го претворат на некоја традиција која што ќе продолжи со години, така да стане некој вид на впечаток и кај младите генерации, дека усвари тоа не е ништо страшно да одиш и да чистиш храм на некоја друга верска припадност на која што не и веруваш. И мислам дека со вакви мали чекори, некојаш многу конкретно, може да видиме дека усвари самите млади имаат креативност и имаат добри идеи и само останува да им даваме простор за тоа да може да го спроведуваат. И затоа јас реално имајќи го предвид ова трендот како што зборувам преку проекти, например кога гледаме со млади учесници, гледам дека имаме многу голем простор зашто да бидеме оптимистични, бидејќи не очекувани многу на позитивен начин страшни млади кои што размислуваат многу поотворено, поглобално. Можда тоа е самото влијание дека денешните 18 годишни деца имаат се генерација кои што порасна со Инстаграм, па со ТикТок, па со тоа, значи со глобалниот свет директно, а не со проблемите во малото кои што се вртат тука, например, само од една одредена етничка заедница. Така да, мислам дека овој тренд ќе ги покаже и своите добри плодови во општеството и се надевам дека за 10 години најверојатно главна тема, некои главни теми ќе ни бидат како да бидеме, како да носиме што повеќе научници во меѓународни научни олимпијади, да носиме таму млади да не представуваат, бидејќи имаме многу, например, гледам дека имаме многу страшни млади, многу креативни и многу интелигентни, особено например во областите од наука. Значи, пример, нели се зборува дека имаме добар тренд на млади кои што многу се занимаваат со IT секторот, например, овде во Македонија или со други сектори. И зошто да не ние за 10 години токму тоа да ни биде тренд топик, како имаме многу млади научници кои што одат во различни олимпијади, учествуваат таму
А многу малку знаеме за нив, кои се... Да, и мислам дека ова ќе не биде и веќе тренд за некои 10 години, бидејќи, како што спомнав, веќе доаѓа една генерација која што која што се роди и се порасна после воениот конфликт и така да тоа малку ќе придонесе на многу позитивни Јас ствари. ќе ја поздравам идејата да излезат младите малку од виртуелниот свет, да се вратат во реалноста и да видат дека нивните проблеми воопшто не се толку големи колку што мислат и дека всушност се опипливи и дека се работи за животната средина, за просторот во кој живеат и дека тоа можеби повеќе ќе ги зближи, ќе се запознаат, ќе научат нешто ново и за својата заедница и за религиите и така натаму. Сето ова за кое што денеска зборуваме, значи сите овие да речеме теми се на некој начин инкорпорирани во стратегијата едно општество за сите, која што нели сега ќе се спрема нова да излезе. Колку вие сте запознаени еве лично, меѓутоа и колку младите знаат за тоа и како некоја препорака да дадеме како може стратегијата да помогне во градење на некои позитивни наративи, да помогне во градење на мултикултурно општество, во создавање на простор, да имаме толеранција меѓу себе и младите, нели? И тоа да биде еден наратив кој што ќе продолжи понатаму. Надвор нели од она што е стратегија и што е институција и така натаму. Повели. Да. Добро е што постојат политики како и да е, колку и да се, значи top to down политики, значи донесени од централно ниво некоја стратегија и после треба имплементација надолу до самото општество. И добро е тоа што постојат и ваков начин на проекти, добро е што веќе со години нели зборуваме дека имаме како и таков, имаме некои таков мајндсет кај општеството дека треба да го почитуваме другиот, треба некако да соживуваме и така натаму. Тоа е веќе нели зборуваме секогаш за нашите дедовци како живееле заедно во некои општини и така натаму. И сепак кога се донесуваат овие стратегии, многу е важно во таа да кажеме таа иерархијата на која што во крајниот дел на иерархијата која ќе треба тоа да се спроведува од страна на пример на наставниците, како тоа ќе се спроведува. Значи затоа мислам дека многу е важно да се работи со последната алка на таа иерархија на политиката. Едно општество за сите, на таа политика. Како дали имаме спремен наставен кадар за таа одредена политика. Значи, мислам дека треба масивно да одржуваме обуки околу ова, бидејќи ние сега колку и да нели зборуваме, коментираме, јас знам случај кај што наставници кои што учествуваат во проекти за мултикултурализам, било тоа од USAID, било тоа некои други проекти, но са студенти, ама и викате, окей, ама пазете. Значи, на мултикултурален проект, наставникот некако ги алармира студентите да пазат додека се дружат овде во таа активност на мултикултурализам. Значи, имаме и вакви случаи. Тоа ни докажува дека уствари треба добро да работиме со тој наставниот кадар, значи да има обуки околу овие тематики и најпрви да бидат добро сватени и прифатени од нивна страна, значи од наставниот кадар. И штом ќе бидат добро обучувани самите наставни кадри, тогаш може да зборуваме дека би имале некои така tangible results, што викаме, нели? Значи некои допирливи успеси и импакт на таквите политики и до младите. Затоа мислам дека е добро да организираме што повеќе на пример обуки, особено на пример и студиски посети. Мислам дека од малку е од искуството некоја со проекти, тоа што можда го евалуираме и од самите на пример проекти кога имаме активности, гледаме дека особено студиските посети имаат добро позитивно влијание овде
во Македонија, особено со наставниот кадар. Значи, кога тие имаат можности да одат во некоја европска земја и да ги видат трендовите таму, да ги видат некои трендови во наставниот процес, како тоа го одвиваат, значи, наставници таму во странство. И кога имаат вакви прилики, и гледаме дека наставникот се враќа со солидно променет мајндсет на настава. Значи, затоа ваквите можности мислам дека може да придонесат многу позитивно особено кај наставниот кадар, како што спомнав, што се последните во таа алката на спроведување на некои политики. Малку сум вознемирен од трендот кај политиката, да не бидат толку посветени на стратегиите колку што е невладиниот сектор. Јас мислам, забележувам некој тренд кај што невладиниот сектор се доста посветени на ваквите стратегии и гледаат, например, да имаат што повеќе пристап, да може тие активности што се предвидени во стратегиите да се спроведуваат во локално ниво, дали тоа било во секторот на образование, на некој друг сектор. И гледаме дека во сите сектори имаме многу активни невладини организации кои што навистина посветено сакаат да имплементираат нешто од тоа што веќе е предвидено. Но ова ги носи некако во некоја позиција политичарите да бидат малку раскомодени од фактот дека има кој да работи. Има невладини организации, овие имаат добри има донации од меѓународни организации и така натаму, па и например кога се покануваат уствари од невладиниот сектор се покануваат за соработка например во одредена активност, дека нели тоа е предвидено во самата стратегија, значи да биде некој начин на соработка на институциите со невладини организации и така натаму. И гледаме дека таквите активности потоа се пишуваат во годишните извештаи дека стратегијата е успешно спроведена. Значи станува збор само за активности на невладин сектор, но тоа се рефлектира некако како нивен успех. Да, успешна спроведена активност од стратегијата е 70% например покриена и така натаму. Мислам дека ова треба некако малку да се реши, бидејќи не може, значи ние не може да се претвориме на NGO држава, туку треба самите политичари и носители на тие политики да бидат многу посветени и тие потоа, значи усвари да ги покануваат невладините да видат каде усвари самиот невладин сектор може да придонесе во некој така за да се надополнуваат тие некои празнини или пак некои некомплетирани активности од стратегиите, а не, значи, како главни носители на стратегијата невладиниот сектор да им даде фидбек за она што тие го спровеле како дел од стратегијата. И особено на ова многу добро, значи назначивте на пример околу фидбекот. Мислам дека една од главните добри работи кои што невладиниот сектор посветено ги работи е особено делот на истражување на политики. Значи тоа што зборуваме, анализи на пример колку некоја одредена политика е успешна. Значи знаеме дека во развиените земји 70%, 80% на буџетот на одредена јавна политика се насочува на истражување на таа анализа. 20% 20 до 30% се посочува за имплементација на таа политика. Значи, толку и даваат важност на еднаш дали, ајде условно кажано, вака малку дали ќе пие вода таа политика. Значи, еднаш се занимава со процес на мерка. Дали тоа ќе биде соодветно, дали тоа ќе има некоја улога, дали тоа ќе влијае позитивно. Значи, имаат различни видови на тоа како го спроведуваат тоа истражување еднаш, и кога ќе видат дека усвари пилот имплементацијата е успешна, тогаш се применува на јавна политика. И сега, ние, делот на анализи, истражувања, можда државата, институциите нема доволни ресурси тоа да го и со кадар или со финанси и така натаму да го спроведуваат тоа на тој начин. Но тука ние токму невладиниот сектор што го прави тоа. Например, често пати знаеме, имаме различни истражувања, во крајот со многу добри
наоди и со препораки до институциите. Ова е добро, вака да се но тие ивенти, завршните настани кај што се промовираат истражувањата, ќе дојдат функционерите, супер, фалави, добро истражување и тоа истражување не се зема, се гледа потоа не се зема предвид. Уствари само учествувале на настани, тоа е тоа. Или ги бараат препораките од граѓанските организации, меѓутоа не ги имплементираат во самите документи за кои што ги побарале, стратегии и политики. Да, сепак во кратко, ако би се надоврзиле со темата, нели со темата мултикултурализам, сметам дека добро е што невладиниот сектор е добро посветен на оваа тема и особено преку проактивно учество со организирање на средни школи, средни училишта, со повикување на настани или пак со нивно вклучување проактивно, значи влијаат на тој пасивизам од страна на институциите кои што само ќе ја донесат стратегијата што нема повеќе да биде во фокусот на самите тие носители.